Го следите редовното информативно издание на Слободна ТВ. Добар ден. Продолжува потрагата по 28-годишниот Мартин, кој се води за исчезнат во водите на Егејското море. Грчките спасувачки екипи со 3 пловни објекти и 4 патролни возила од утрово го бараат туристот од Северна Македонија, а во потрагата се очекува да се вклучи и авион. Според извештаите на метеоролозите и според ситуацијата на терен, денеска временските услови се поповолни од претходните 24 часа. Вчера грчката крајбрежна стража го пребаруваше крајбрежјето, а вклучен беше и подводен дрон. Меѓувреме грчките медиуми објавуваат листа на најопасните плажи во Грција, меѓу кои се и Митика и Посеиди, затоа што тука се спојуваат Солунскиот залив и Егејското море, а заради плимата и осеката се менува и движењето на морските струи. Продолжуваме со вестите. Пратениците ќе ги добијат и документите кои владата веќе ги објави и кои се поврзани со информациите за содржината на францускиот предлог. Ваквата одлука беше донесена на вчерашната координација во собранието, бидејќи опозицијата не сакаше да прифати да се дебатира само врз основа на информацијата од еден лист хартија што ја достави владата. Протоколот меѓу Скопје и Софија е единствениот од 4 документи од пакетот што пратениците нема да го добијат и до крајот се уште нема пристап ниту јавноста до него. ВМРО ДПМН бара поширока дебата во собранието. Протоколот не е финализиран. Како да се сподели со јавноста нешто што не е финализирано и не е подпишано, рече вчера координаторот на ДУИ Арбер Адеми. Пленарната седница се уште не е закажана, но за неа во секој момент може да одлучи првиот човек на собранието. А во текот на вчерашниот ден во дел од медиумите беше објавен документ на бугарски јазик за кој се тврди дека е токму протоколот со Бугарија и дека токму него власта се обидува да го сокрие од опозицијата, но и од јавноста. Според овој протокол Македонија презема 17 обврски, додека Бугарија презема само 2. Меѓу другото, во овој неофицијален документ стои дека владата на Република Бугарија изјавува подготвеност да даде согласност за одржување на прва меѓувладина конференција на Европската унија и Република Северна Македонија, под услов првата меѓувладина конференција да се одржи веднаш откако Република Северна Македонија ќе го вклучи во нејзиниот устав граѓанинот кој живее на територијата на земјата и е дел од бугарскиот народ и ќе го вклучи своето важечко законодавство со измените направени во уставот. Двете страни ја потврдуваат заложбата дека ништо во нејзиниот устав не може и не треба да се толкува на начин што би представувал или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија. Владата на Република Северна Македонија да ја достави на Република Бугарија копии од сите методолошки упатства, учебници, учебни помагала и други релевантни едукативни материјали во образовната програма на Република Северна Македонија во согласност со член 12 од програмата помеѓу владата на Република Бугарија и владата на Република Северна Македонија за соработка во областа на образованието и науката. Од Министерството за надворешни работи реагира по објавата на овој документ за кој велат дека е стара и неконечна верзија како дел од бројните сет идеи кои во минатиот период се разменувале меѓу двете министерства за надворешни работи. Во овој чувствителен момент сметаме дека пласирањето на овие неточни информации представува тенденциозен обид да се наруши процесот на широки консултации за францускиот предлог за отстранување на ветото и продолжување на европската интеграција на земјава, кој во моментов е во финална фаза во собранието на Република Северна Македонија, велат од МНР. За денеска повторно е најавен протест под мотото «Ултиматум не благодарам», а со кој се бара отфрлање на францускиот предлог, со чие прифаќање би се кренало ветото на патот на Македонија кон Европската унија. И во текот на вчерашниот ден се одржаа протестни активности кои поминаа мирно и без инциденти. И на вчерашниот протест граѓаните побараа отфрлање на францускиот предлог за деблокирање на почетокот на пристапните преговори на земјава со Европската унија. Повторно се собраа пред владата, од преку Министерството за правда стигнаа пред собранието. Беа испратени пораки за национално обединување и за масовност на протестите. Меѓу граѓаните имаше и членови на опозицијската ВМРО ДПМН и на левица кои јавно ги поддржуваат овие протести.
Министерството за внатрешни работи приведе уште едно лице кое го сомничи и за кое поднесе кривична пријава за учество во фрлање молотови коктели кон полициските службеници на протестот кој се одржа на 5 јули во Скопје. Тоа е второ лице кое се сомничи за истото дело. АФ 26 години заедно со веќе пријавениот ИС, кој со кривична пријава издржува и мерка притвор, започнал да подготвува молотови коктели и да фрла со нив кон полициски службеници и кон објектот на Собранието на Република Северна Македонија, се вели во соопштението на МВР. По преземени мерки и активности од страна на полициски службеници од единицата за интервентна полиција во координација со АНП, АФ е лишен од слобода. Обезбедени се сите докази против него и во координација со Основното јавно обвинителство Скопје, тој е изнесен пред јавен обвинител за понатамошна постапка, додаваат од МВР. Спорот со Бугарија се префрли и во спортот. Бугарите реагираат за малиот број билети доделени на ЦСКА за надпреварот со Македонија Ѓорче Петров. Имено, клубот од Ѓорче Петров надпреварот како домаќин ќе го игра на Петар Милошевски во центарот на ФФМ. Според правилата на УЕФА, обезбедени се 5% од капацитетот на гледачите за гостинската публика. Македонија Ѓорче Петров ќе пушти само 60 билети за симпатизерите на црвените. По итни разговори по ждрепката, меѓународниот клуб првично беше подготвен да пушти во продажба уште многу места за симпатизерите на ЦСКА. Оттаму не ја прифатија идејата начелниците на ЦСКА надпреварот да се игра на националниот стадион во Скопје, за да може сите заинтересирани да присуствуваат на надпреварот. На крајот, домаќините по консултација со локалната федерација и полицијата решија да го намалат бројот на 60, пишува бугарски труд, пренесува МИА. Во реакциите се бара дури Скопје да биде изземен од организација на надпреварот. Надпреварот Македонија Ѓорче Петров ЦСКА е закажан за 21 јули со почеток во 17:30 часот. Продолжуваме со вестите. Денеска напладне втор ден поред ќе се расправа за ребаланс на буџетот, откако вчера се најде на пленарна седница по завршување на општата и амандманската расправа во Комисијата за финансирање и буџет. Првиот ден помина во тензии на релација власт-опозиција, која обвинува дека ребалансот е расипнички, а од друга страна власта тврди дека е развоен. Опозицијските пратеници на ВМРО ДПМН велат дека со ребалансот се предвидени непотребни задолжувања и зголемени трошења кои не носат никаква продуктивност. Првиот финансиер Фатмир Бесими рече дека со ребалансот се дава поддршка за повисоки плати и пензии, земјоделски субвенции и за антикризни мерки. Рече дека со амандманите се обезбедуваат 25 милиони денари за проекти за здравството, животната средина и инфраструктурата. Сојузот на синдикатите на Македонија продолжува со штрајкот за покачување на платите. Тие велат дека не се откажале и дека ќе го продолжат штрајкот се до исполнување на целта. Подготвиле колективна тужба за владата која според нив не ги реализира основните барања на јавната администрација. Не се исклучува можноста за радикализирање на протестот, велат од ССМ. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска рече дека социјалниот диалог е отворен и продолжува и натаму. Додаде дека во интерес е да се покачат платите, но дека веднаш треба да се има системско решение. Министерката најави дека оваа година за јавната администрација се предвидува К15. ССМ бара покачување на платите за 2806 денари. Вести од светот. Курсот меѓу еврото и американскиот долар се изедначи за прв пат по 20 години. Утрово, 1 евро е точно колку 1 долар, што значи дека вредноста на еврото е пониска за повеќе од 12% во однос на вредноста од почетокот на годинава. Тоа значи дека еврото е најслабо во однос на доларот од зимата 2002 година пред 20 години. Иако вестите се позитивни за американците кои работат и патуваат во Европа, тоа е загрижувачки знак за здравјето на глобалната економија. Еврото е значително ослабено од европската енергетска криза поради војната во Украина. Русија обезбедуваше речиси 40% од европскиот газ пред војната со Украина, а блокот сега се обидува да ја намали зависноста од руските енергетски извори. Паритет меѓу еврото и доларот доаѓа во време кога Русија го затвори клучниот гасовод Северен тек 1 кој носи газ до Германија. Гасоводот е затворен поради годишно одржување.
Меѓувреме, доларот зајакна бидејќи инвеститорите бегаат кон валутата како безбедно за солниште, додека федералните резерви се обидуваат да ги зголемат каматните стапки со најбрзо темпо од 1994 година за да ја зауздаат жешката инфлација. Со молитви, цвеќиња и знамиња завиткани во црни ленти, Јапонија денеска се прости од Шинзо Абе, политичарот со најдолг мандат како премиер кој беше убиен на предизборен митинг минатата недела. Долга редица луѓе се формираше пред централниот будистички храм Зојоџи во Токио, каде се одржа погребната церемонија. Поворката со телото на Абе потоа ќе помине низ центарот на Токио покрај зградата на парламентот, каде што истакнатиот јапонски политичар за прв пат влезе како млад пратеник во 1993 година и зградата на владата во која ја водеше нацијата во 2 мандати како премиер. Според Reuters, Абе ќе биде кремиран во приватна церемонија на која ќе присуствуваат најблиските членови од семејството и блиските пријатели. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.